Почитувани, денес, на Светскиот ден за социјална правда, сме тука за да испратиме јасна порака. Борбата за праведно општество, за еднакви можности и за достоинствен живот за сите граѓани е наша заедничка одговорност. Погрешните политики на актуелната власт ги загрозува темелите на социјалната правда во нашето општество. За само неколку месеци сведоци сме на економско осиромашување, зголемување на јазот на богатите и оние кои немаат доволно, но сведоци сме и на груба партизација на институциите, непотизам, неправди и тотална маргинализација на ранливите граѓани. Нема социјална правда кога животниот стандард на граѓаните и на работниците драстично се влошува, а богатите елити блиски до власта енормно се богатат. Со огромните поскапувања, секојдневието на граѓаните е сведено на борба за опстанок. 2 минимални плати веќе не се доволни за покривање на основните потреби. А власта одбива да ја покачи минималната плата на 500 евра. Намалувањето на животниот стандард на граѓаните драстично влијае на квалитетот на живот, но и на намалување на можностите на граѓаните. Нема социјална правда кога царува непотизам во власта и кога роднини и пријатели на функционерите на ВМРО ДПМНЕ ги окупираат најдобрите места додека нема простор ниту шанса за младите. Нема социјална правда со уништување на образовниот процес и укинување на критичкото мислење. Социјалдемократскиот сојуз на Македонија се противи на овие погрешни политики на ДПМНЕ. За разлика од нив, СДСМ ја зголеми минималната плата од 8.000 на 22.500 денари, а просечната плата од 22.000 денари на 42.000 денари. Ова, почитувани, е вистинска борба за достоинствен животен стандард на работниците и вистинска социјална правда. Денес, на Светскиот ден за социјална правда, испраќаме јасна порака дека СДСМ ќе ја продолжи борбата за праведно општество, за еднакви можности и за достоинствен живот за сите граѓани и јавно ќе се спротистави на политиките на власта кои ја загрозуваат. Социјалната правда не е апстрактен поим. Таа значи фер можности за сите, без разлика на економската или социјалната позадина. Значи, секое дете да има пристап до квалитетно образование, секоја жена да има еднакви шанси на работното место, секој работник да биде праведно платен и заштитен. Социјалната правда значи да нема дискриминација, да нема експлоатација, да нема оставени на маргините на општеството. Затоа, како форум на жени и како партија, предлагаме конкретни мерки и законски решенија за подобрување на животниот стандард на граѓаните, за достоинството на работниците, за еднакви шанси. Социјалната правда не е привилегија, туку право на секој човек. Благодарам.